учеше да ги сакаме да ги поддржуваме младите таленти. Денес ќе ви представим уште еден талент. Тоа е Георгина Јанковска, која што е ученичка во средното музичко училиште во Струга, а понатаму ќе слушаме за нејзе како музичар кој што ќе се школува на Академијата во Скопје. Изложбава е едно навраќање во овој простор, кој што прво кога одлучив да правам изложба, реков Бохит морам да донесам нешто што ќе биде навистина квалитетно, добро, подкрепено, обмислено. Оваа изложба која што ја донесов овде, ја прикажувам за прв пат пред јавноста, не е никаде прикажана на друго место. Од неја се прикажувани некои делови, една од сликите беше на Биеналето на млади избрана во Скопје, на научни конференции се покажувани дела, на резиденции каде што се учествувала во Франција, во Италија, сум правила дела со оваа тема, која што е многу обширна и голема тема. На колонијата во Деврца издадено има неколку мои дела кои што се на оваа тема, на колониите во Прилеп и на други места. Насловот на изложбата, Борба без победник, е всушност наслов кој што асоцира на нас, луѓето на човештвото. Кога ќе ги видите сликите, ќе речете кој е тој човек, за кој што јас зборувам, не гледате воопшто човек. Петлите се земени како еден символ, како една алегорија, пред кој што се прикажува всушност човечката борба. На првите слики ќе видите идиличен приказ на еден двор, каде што има петли, кокошки, една убава атмосфера. А понатаму на сликите ќе видите еден развој каде што таа убава атмосфера преминува во борба. И тоа може да се случи во природата и животните исто така се борат, меѓутоа некако луѓето. Затоа ќе видите таа црвена рака тука што е од човек и единствениот елемент всушност на човек кој во оваа поставка, каде што ќе наведам да размислите дека всушност само човекот е суштество кое што оди до крајни граници да се развива, да се бори и на крај од тие борби, кои што може да бидат војни, може да бидат било какви конфликти, а конфликтите ги има кои што почетокот, уште првите синови на Адам и Ева направиле братоубиство, значи започнале со конфликт. Понатаму племињата имале борби меѓу себе. Имаме првата светска војна, втората светска војна. Човекот е во борба и денеска. И денеска борбите се актуелна тема, дали ќе се војни конфликти, дали ќе се партиски конфликти, дали ќе се меѓучовечки конфликти со наши некои непријатели, што ги замислуваме, дали ќе се борби со наши пријатели понекогаш, што е уште полошо, со наши роднини борби, со наши браќа и сестри борби, брачни партнери, па дури некогаш човекот едноставно е во борба и само со себе. Не знае што сака да прави, на која страна сака да оди, што му е целта во животот. И кога ќе стигне до една таква ситуација, стигнуваме до распад. Јас пејкам од кој што е символ за човечката борба, го деконструирам до основата до која што може да се деконструира. Од петол станува пердов, односно пердови кои што немаат веќе никаква суштина и цел на постојање. Меѓутоа, сепак, после секоја борба и се што се случува, единствениот тој што може да кажеме дека е победник, мора да не биде победник надежда, да се надеваме дека нешто ќе остане понатаму после нас. Па така јајцето е прикажано како еден символ на крајот од целиот овој циклус, да се надеваме дека нешто сепак ќе остане и после сите борби кои што човекот има, кои што реков со другите или можеби сам со себе. Ова изложба е подготвила многу време, период многу години, така да е еден истражувачки проект, повеќе од колку што е само сликарски проект. И го работи долги години, а со оваа изложба влегувам во финалето на овој проект, бидејќи овде сум ги најавувала најпагните работи, сум започнала добар простор. Понатаму на втората изложба од 2003 од следен пат кој се презентирам пред вас да бидам веќе професионален сликар, а на крај следното обетување што сега на оваа трета изложба ќе ја дадам дека ова изложба ќе биде само почеток на крајот на овој циклус.
заврши надвор нашите граници, надвор од Македонија, со еден голем проект кој што ретко кој од Македонија го остварил и затоа ми е многу драго што вечерва токму вие сте први кои што гледате овие дела и ви благодарам за присуството и ви сакувам да уживате во самата поставка, да размислите за темите кои што ги задавам со изложбата и да уживате во музиката на нашата Георгина, која што